Почитувани, цел ден измина, а Зоран Заев и СДСМ директно не се оградија од деталите напишани и опишани во бугарските медиуми и пренесени од светските медиумски сервиси, а се однесуваат на средбите на Заев во Софија. Ниту директно и прецизно Зоран Заев и СДСМ не се оградија од прецизните описи за понудената формула од Заев, за кои што пишуваат бугарските весници, за понудената формула за ист јазик меѓународно признати македонскиот и бугарскиот како два посебни јазици. Цел ден измина, а ниту еден од бугарските политичари со кои што се виде Зоран Заев во Софија не излезе со демант за деталите опишани во бугарските весници за понудата на Заев пред нив. Почитувани, не е прв пат македонската јавност детални информации од разговори на Заев и на неговата свита за идентитетските прашања да дознава од извештаи од странство. Овој пат прецизно се пренесува со навод од извори во бугарската власт дека Заев однел 5 предлози, 5 варијанти на така наречен компромис, во кој што стоела и формулација за политичка декларација, цитирам, за јазичниот спор дека бугарите и македонците истовремено зборуваат ист јазик, но и на различни јазици кои што се одделно меѓународно признати, а предлагал и декларација дека двата народи се братски. Почитувани, ова е срамно, доколку Заев директно не се огради од формулациите детално опишани во бугарските весници. Но и ако тоа што го пишуваат таму е вистина, тогаш Заев безочно ја лажал јавноста и тоа е потврда дека директно преговара и нама се става посебноста на македонскиот јазик, што е директно подривање на македонскиот идентитет и посебност. Доколку Заев директно не се огради од наводите, Заев молкум пред македонската јавност ја прифаќа негаторската теза дека македонскиот и бугарскиот јазик се исти јазици, односно дека се до кодификацијата на македонскиот јазик во 1945 година македонскиот јазик бил форма или дијалект на бугарскиот јазик. Со молкот на Заев и без директен демант, Заев ги потврдува бугарските тези. И тука, почитувани, има две клучни прашања. Зошто Заев директно не се огради од тоа дека понудил решение кое што подразбира дека македонскиот и бугарскиот јазик се исти јазици, онака како што пишуваат бугарските медиуми, и второ, Зоран Заев јавно да каже што точно предложил како решение пред бугарската страна. Изостанувањето на директно оградување од деталите опишани во бугарските медиуми, но и однесувањето на СДСМ во парламентот, бегството од носењето на заклучоци на Собраниска комисија за носење на Собраниска декларација дека за идентитетските прашања не смее да се преговара, фрлаат поинакво светло од она што се обидува да се покрие со општи деманти и флоскули за наводно враќање на диалогот помеѓу Скопје и Софија, искажано вчера од македонската влада. Укажуваме дека доколку Заев прифати вакво решение или формулација, како што го пишува во бугарските медиуми, идната влада на ВМРО ДПМН нема да го прифати и ќе го напушти договорот. Ви благодарам. Имате ли прашања? Прашање дали ќе продолжите со протести во следни неколку дена, како што протестирате предходно, бидејќи пак еве немаме детали за што се разговарало во Софија, исто како предходно што барате Заев да кажат за што се разговарало, да го покажат како кажат. Зоран Заев и неговата свита не е прв пат да ги ставаат идентитетските одредници на маса на преговори, криејќи од македонската јавност. Тоа се случи и пред неколку месеци. Подсетувам дека и тогаш беше на таков начин соискажан револт и предупредувачки протести од страна на организирани од ВМРО ДПМН, беше спречена таква распродажба на националните и идентитетските обележја на македонскиот народ. Тоа сметам дека се стори и денеска. Ке видиме дали Заев ке собере храброст да излезе со вистина пред македонската јавност, дали ке демантира или ке ги потврди пишувањата во бугарските весници, кои што точно прецизираат и за каков документ бил однесен од Заев во Софија, според она што го пишува таму, што точно содржале документите, дека имало 5 предлози, меѓу нив и формулација за ист јазик, меѓународно признати како два јазици, така што
Зоран Заев има многу што да објасни во рамки на делувањето на ВМРО ДПМН, во рамки на делувањето на опозицијската мисла. Апсолутно дека ВМРО ДПМН застанува во одбрана на идентитетските определби, а во зависност од однесувањето на Зоран Заев и неговата свита ќе зависи и нашето понатамошно делување. Ви благодарам.